Почитувани, неказнето претворање на парк шума во лична спална, а службен автомобил во личен кревет е само еден показател за диктатурата. Зоран Заев и Оливер Спасовски молчат и не бараат расчистување на случајот потера полюбовникот наводно. Случај со, за жал, тројца повредени полицајци, уништено возило и случај во кој што најмногу се споменува командирот на полициските тигри Митко Даневски. Среде кризна состојба и среде забрана за движење, наводно се случува бркотница со последици, а за МВР тоа е случај со непознато лице, на лице и толку. Почитувани, вчера повикав на системот Паметен град, повикав јавното обвинителство да преземе мерки, а денеска прашувам. Дали се ова докази за аздисаноста и самоволието во МВР на Оливер Спасовски и на Зоран Заев, доказ за обид, за измама на јавноста и сокривање на блиски луѓе на Заев за бркотница наводно со тешки последици на 17 август според МВР и нивното соопштение околу 1 часот и 45 минути. Па, почитувани, молам за првата фотографија. Прашувам, дали ова е возилото по кое што се трага? Фотографија од безбедносна камера, 17 август, 1 часот 46 минути 55 секунда. Таблиците не се видливи заради светлосната заштита за фотографирање, возило со целосно затемнети стакла. Времето на фотографијата се поклопува со времето на потерата според соопштението на МВР. Почитувани, ќе замолам за втората фотографија. Еве го повторно. Истото возило на патеката по кое што се зборува во полицискиот извештај. Датумот е 17 август 2021 година, 1 часот 46 минути 51 секунда. Почитувани, ќе замолам и за третата фотографија. Повторно, еве го времето, еве го во заминување со затемнета таблица и целосно затемнети стакла на автомобилот. Почитувани, дали е ова службеното возило Шкода Октавија на Митко Даневски? Дали ова е возилото од возниот службен парк на единицата Тигри? Почитувани, свиркачи од полицијата кои што не ги трпат повеќе притисоците во МВР, притисоците од Зоран Заев и од Оливер Спасовски се одважија да достават докази за кои што веруваат дека ќе бидат сокриени и уништени заради замачкување на случајот во кој што најмногу се споменува командирот на полициската единица Тигри Митко Даневски. Почитувани, МВР наместо закани кон медиуми подобро да одговори дали скандалот во кој што се повредени тројца полицајци се крие за да се сокрие скандал на командирот на единицата Тигри Митко Даневски, само и само заради неговата блискост со Зоран Заев, односно роднинската поврзаност со личното обезбедување на Заев. Време е МВР, уште повеќе јавното обвинителство за организиран криминал, кое што е надлежно за вакви случаи, да преземат сериозна истрага. Се друго оди на штета на МВР и на единицата Тигар. Ке повторам, неказнето претворање на парк шума водно во лична спална, а службен автомобил во личен кревет е само еден показател за диктатурата во Македонија. Ви благодарам.